Почитувани граѓани, почитувани медиуми, нов скандал во Министерството за внатрешни работи е на повидок. Нов случај на крајно сомнителен, коруптивен тендер кој што отвара сериозни прашања за злоупотреби на институциите, за бизнис интереси и испумпување на парите на граѓаните. МВР, под раководство на министерот Панче Тошковски, доделил милионски тендер за лиценца за организирање на возачки испити во Пелагонискиот регион на новооснованата фирма Супервозач. Зад оваа фирма стои функционер на ВМРО ДПМН и советник во Советот на општина Кичево, Филип Митрески, преку фирмата Street Ride, која што е собственик на Супервозач. Во пракса, ова значи дека МВР доделило монопол од 5 години врз доходовниот бизнис вреден милиони денари. Сите полагања на возачки испити во Битола, Прилеп и Ресен ќе одат преку оваа фирма блиска до власта. Скандалот е уште поголем затоа што фирмата е регистрирана само 3 месеци пред распишување на тендерот за прв пат. Прашањето е дали однапред е договорена оваа милионска сделка. Како знаел дека за неколку месеци ќе се распише тендер, па функционерот од ВМРО ДПМН отворил фирма токму за оваа намена? Случајно? Не веруваме. Ова е пример за корупцијски и тендерски шеми на ВМРО ДПМН. Партиски тендери по мерка на власта и ништо друго. Ова не е прв случај. Напротив, по скандалозниот тендер за униформите, ова е уште еден случај на сомнителен коруптивен тендер во Министерството за внатрешни работи. Основани се сомневањата дека МВР спроведува корупција во живо, наместо да се бори против криминал и корупција. Ова е моделот на владење на ДПМН. Партиски и лични бизнис интереси врз грбот на народот. Ова е огромен скандал кој мора да биде расчистен до крај и да има одговорност. СДСМ бара Државната комисија за спречување на корупција да отвори предмет и да постапи. Основното јавно обвинителство да отвори предмет под опрен глас. Институциите не може да бидат неми следачи, туку мора да отварат постапки согласно своите надлежности. Граѓаните заслужуваат институции што работат за нив, не за бизнис ни партиски советници. Македонија не смее да стане плен на организиран партиски грабеж кој го прави ВМРО ДПМН. Одговорност мора да има и ќе има. Ви благодарам.